Околу 2000 лица треба да имаат корист од реализацијата на третата фаза од програмата за наводнување на јужната долина на реката Вардар, што го опфаќа системот за наводнување Валандовско поле, кој се протега од пумпната станица Страиште во атарот на Валандово и населените места Раброво и Честево. Инаку за овој проект за втората фаза во тек е тендерска постапка за избор на најповолен изведувач, која што се очекува да биде завршена до крајот на овој месец, пошто ќе започне изградбата на системот за наводнување од Удово до Страиште, кој што е офатен со овој проект. Овој систем кој што се наоѓа во општина Валандово покрива површина од 2032 хектари. 4 препумпни станици ќе обезбедат вода за 1080 хектари во долната зона и 952 хектари во горната зона. Проектот предвидува изградба на структурата за пренасочување на реката Вардар, рехабилитација на водозафатот и целосно автоматизирана главна пумпна станица. Ќе се гради главен гравитационен цевковод со 4 препумпни станици и ќе се модернизира мрежата за наводнување. Воедно, проектот вклучува и градежни работи на шахти и главни хидранти за наводнување, како и реконструкција на пумпната станица Страиште на крајот на главниот цевковод. Владата на вчерашната седница донесе одлука за пренамена на средства од програмата за енергетска ефикасност и обновливи енергии, а кои ќе се искористат за финансирање на проекти од областа на наводнување кои ги спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Станува збор за финансиски средства по основ на доделен заем од владата на Сојузна Република Германија преку Германската кредитна развојна банка KfW. Се работи за средства во износ од 20 милиони евра, кои Министерството ќе ги искористи за реализација на проектите повеќе наменски хидросистем Лисиче 2 и 3 и програмата за наводнување на Јужната Вардарска долина фаза 3. Овие два проекта од областа на наводнувањето се од исклучително значење за Велешкиот и Валандовскиот регион, велат од владата. Додаваат дека нивната реализација директно ќе влијае врз зголемување на наводнуваните површини во овие региони и врз подобрување на конкурентноста на земјоделството. Површината опфатена со овој систем Јужновардарска долина е со површина од околу 1750 хектари. Вкупната инвестиција за проектот е околу 9,5 милиони евра.